гувернер на Народната банка на Македонија. Како предлог е професорот Трајко Славевски, кој е актуелен претседател на Советот на град Скопје. За изборот на Славевски потребен е 61 глас од пратениците, мнозинство кое го има владеачката коалиција. Во собранието е колешката Наташа Мирсовска. Наташа, го изгласали пратениците идниот гувернер на Народната банка кој треба да ја замени Анита Бешевска. Не, Тамара, се уште не почната собраниската дебата, инаку денеска се очекува да биде избран новиот гувернер, шестиот поред на Народната банка. Како што спомена и ти, универзитетскиот професор Трајко Славевски е предлогот на председателката Давкова, а за да биде изгласан во собранието ќе бидат потребни 61 глас. Опозицијската СДСМ најави дека жестоко ќе се спротивстави на предлогот на Трајко Славевски и дека нема да го поддржи затоа што сметаат дека ќе ја поткопа независноста на Централната банка. Меѓутоа денеска власта, односно од ВМРО ДПМН, најавуваат дека изборот на Трајко Славевски ќе го докаже спротивноста, односно ќе се залага за независност на монетарната политика. Да ја слушнеме изјавата од пратеникот на ВМРО Никола Мицевски. Ние го дадоа својот коментар по односно Трајко Славевски. Денеска точка на дневен ред е избор на гувернер на Народна банка на Република Македонија. Она што деновиве провејуваше низ јавноста, а кое што можев да го видам од сите страни, е дека никој не ја оспори квалификацијата и професионалниот интегритет на господинот Трајко Славевски. Јас сум убеден дека времето ќе ги демонтира СДСМ, затоа што господинот Трајко Славевски се има покажано и докажано во општествениот живот дека е човек кој што знае да се грижи за државните интереси и дека монетарната политика во државата во наредните години ќе биде во сигурни раце. Инаку Тамара, Трајко Славевски, универзитетски професор на економскиот факултет во Скопје и актуелен претседател на Советот на град Скопје. Во 1996 година станува советник на министерот за развој, а во 1999-та и самиот е министер за развој. Во јули 2009-та по изборот владата на ВМРО ДПМН е актуелен министер за финансии, креатор е на низа даночни реформи, ја воведува фискализацијата, од кој ќе биде избран ќе треба да се грижи, односно да ја креира монетарната политика. Во негова надлежност е да одржува стабилноста на македонскиот денар, стабилноста на банкарскиот сектор, како и инфлацијата под контрола. Мандатот на гувернерот трае 7 години и Трајко Славевски ќе седне на местото на актуелната гувернерка Анита Бешевска. Во изминативе 35 години како гувернери, односно со независноста на Централната банка, раководеа Борко Станоевски, Љубе Трпевски, Петар Гошев, Димитар Богов и актуелната Анита Бешевска. Наташа, ти благодарам и за следењето на случувањата во Народната банка. Секако целосниот извештај ќе го имаме во 16 часот околу изборот на идниот гувернер на Народната банка.